ова издание. Председателот Трамп и Американската разузнавачка заедница со спротивставени ставови за потеклото на COVID-19. 3,8 милиони американци поднеле барање за надомест за невработеност минатата недела. Вкупниот број невработени во САД надмина 30 милиони. Со чоколадно јајце во борба против коронавирусот. Необична хуманитарна аукција. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Анита Шијакова, а вие го гледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Запоштуваме со најновите вести. Американскиот председател изјави дека има висок степен на убеденост оти пандемијата потекнува од кинеска лабораторија. Официјални лица од Американската разузнавачка агенција претходно отфрлија вакво сценарио. Разузнавачката заедница се согласува со широко прифатениот научен консензус дека вирусот не е направен од човек или генетски модифициран, објави канцеларијата на директорот за национално разузнавање. Запрашан дали видел докази од американските разузнавачи дека COVID-19 потекнува од Институтот за вирологија во Вухан, председателот реплицираше да, иако одби да даде повеќе детали. Уделот за труд на САД соопшти дека минатата недела уште 3,8 милиони американци се пријавиле за бенефиции поради невработеност. Со тоа тоталната цифра невработени се искачи на повеќе од 30 милиони за 6 недели, што е повеќе од 15% од американската работна сила. Милиони работници во светот го одбележуваат меѓународниот ден на трудот во изолација, додека повеќе држави почнаа со отворање на бизнисите, иако пандемијата е далеко од завршена. Традиционалните протести се скратени поради строгите ограничувања. Суштинските работници во САД за денеска исто така планираат да излезат на протести. Македонски селеник во Италија за 30.000 евра купи чоколадно јајце тешко 10 килограми. Се работи за хуманитарна аукција, а средствата ќе бидат наменети за борбата против COVID. Мики Трајковски има повеќе. Ова 10 килограми тешко чоколадно јајце чини 30.000 евра. Тоа однеодамна е во собственост на Мунир Шемси, македонски селеник во Италија. На хуманитарна лицитација која се одржала во областа Венето, како една од најпогодените од коронавирусот, тој понудил најголема сума, иако почетната цена била 100 евра. Овие средства ќе бидат донирани за погодените од пандемијата во неговата област. Идејата била на неговата 5-годишна ќерка. Веќе ние сакавме да донираме нешто за COVID-19, овој случај што се случува во цел свет. И така да гледајќи конференца стампа од председателот на регионот, таа виде јајцата, таа голема јајца од чоколадна јајца и така да ми рече дали можеме да купиме тоа. За некоја болница или ќе бидат распределени по семејства каде има заболени од COVID-19? Па тоа не знам да ви кажам искрено, тоа како ќе реши веќе регионот Венето, ќе употребат најверојатно за некоја болница нешто. Што планирате да донирате за Македонија бидејќи такви се најавите? Имам намера да донирам во Македонија, веќе сум контакт со некои личности во Македонија, само да ми кажат во кое место треба да се донира, кај што има поголема потреба. Сакам да донирам опрема, али многу е тешко да се најде опрема во моментот. Сите граници се затворени. Затоа мислам дека ќе донирам парични средства, така да можат да купат тие што треба за во некоја болница. Господин Шемси, уште едно прашање. Ја пратите ли ситуацијата во Македонија во моментов? Да, го пратам многу од близко го пратам ситуацијата и затоа мислам дека во Македонија и ќе успееме на некој начин да излеземе од оваа криза. Не е моментот сега да се води политика во Македонија. Сега е моментот сите заеднички, без оглед на боја, без оглед на партија, без оглед на нација, значи кој е, дали си турчин, албанец, македонец, србин и така натаму, сите треба да бидеме заедно за да излеземе од оваа криза. Мунир Шемси, кој по потекло од Коджоџи, општина Центар Жупа, во Италија од 1992 година. Како собственик на градежна фирма, вели дека веќе се чувствуваат последиците од коронавирусот врз економијата. Изолацијата и мерките за социјално дистанцирање ги погодија граѓаните.
но не и бездомните животни. Зголемен е бројот на вдомувања на домашни миленичиња. Во време на строг карантин, кучињата станаа повеќе од само друштво. Тие се вистинска причина да се излезе надвор, велат сопственици на миленици. Фатилиштата ни САД. Згрижувањето на кучиња се зголемило значително од почетокот на воведување на мерките за изолација во поголемиот број сојузни држави. Среќа е што може да излеземе надвор и да ги прошетаме без да има проблем. Плюс, тие се одлично друштво. Многумина се согласни дека карантинот, чија цел е да се спречи ширењето на вирусот, е одлично време да се усвои куче. Иако поголем дел од американците работат од дома, сепак наоѓаат време и енергија да се грижат за ново милениче. Мислам дека луѓето во Њујорк кои работат по 12 часови дневно не сакаат да имаат миленици, бидејќи не се доволно дома за да им посветат внимание. Сега мислам дека се поотворени за оваа идеја. За кучињата и мачињата во центрите во Њујорк, карантинот е одлична можност да најдат семејство. Центрите за грижа за животни велат дека апликациите за вдомување се зголемиле за 25 пати. На 13 март објавивме повик за потреба од вдомување животни во Њујорк. Очекувавме околу 200 апликации, а добивме 5000. Истото се случува и на западниот брег, каде едно од прифатилиштата во Сан Франциско објави дека е целосно празно. Сите животни биле згрижени. И во главниот град Вашингтон, Организација за спас на бездомни кучиња, секоја недела организира настан за вдомување животни. И Мариса згрижи едно. Сега двајцата сме дома многу време и имаме уште едно куче. Сметавме дека би било добро и за нив и за нас. Но сепак прифатилиштата сметаат дека по укинување на мерките за карантин, некои од животните ќе бидат вратени назад. Мислиме дека околу половина од животните, што е повеќе од 300, ќе се вратат кај нас во прифатилиштата. Но тие се подготвени за тоа. Имаат долга листа на кандидати кои чекаат да вдомат животни. Она што сега е важно, нагласуваат тие, е во овие тешки времиња животните да бидат обкружени со љубов во семејства кои ќе им помагаат нив, а милениците ќе им возвраќаат. Пандемијата на коронавирусот ќе остане запаметена и по неочекуваната побарувачка на тоалетна хартија. Но токму поради тоа, една финска пекарница доби идеја како да го спаси својот бизнис. Джули Таво има повеќе. Собственичка на пекарница во Хелсинки во Финска најде начин да ја спаси незината продавница од финансиска пропаст поради COVID-19, правејќи торти кои изгледаат како роуни тоалетна хартија. За нас тоа е само промена на играта. Ми е олесна затоа што знам дека сите мои вработени се безбедни со месеци. Со ширењето на коронавирусот, клиентите почнале да ги откажуваат нарачките. Во исто време, панично се купувала тоалетна хартија. Од тука се родила идејата за торта во форма на тоалетна хартија. Продавниците се празнеа од тоалетна хартија и една од нашите пекарки забележа дека би било убаво да имаме торта во форма на тоалетна хартија во излогот. Таа предложи да се направи поголема верзија на ролна, што ќе може да се сече на помали парчиња за клиентот. Направиле 5 торти кои биле продадени за само неколку часа. Фотографии на тортите почнаа да се појавуваат на Инстаграм и Фејсбук. Станаа хит на социјалните медиуми. Тортите се направени од тесто од овес, крем од овошје и покриени со бел фондан. Пекарницата сега има стотици нарачки и морало да се ангажираат нови луѓе за да се одговори на побарувачката. На мојот сопруг утре му е роден ден. Мислам дека е ова совршена торта за него. Сите се толку заинтересирани за оваа торта. Многу е интересно. Ваквите работи се само потсетување колку е важно да им се помогне на луѓето да се справат со тешките времиња. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Држете се до мерките за социјално дистанцирање и бидете добро. Екипата на Гласот на Америка ви посакува пријатен викенд.